Гордана Дувњак, редовна рубрика Има ли правда во Македонија? Некако убаво се поклопи ова сето. Не знам дали имаше прилика да гледаш, пред тебе беше Лозан Панов, еден од кандидатите за председател на Бугарија, гостин во студиово, дојде во посета на Македонија. Да, кусо го видов парчето што беше извадено. Тој е инаку представник на овој повик нема правда, нема мир, да каже, во Бугарија, и неговата главна концентрација, бидејќи самиот е председател на Врховниот суд на Бугарија, и самиот е неговата цела платформа се сведува на реформа на судството и така натаму. И очекуваат многу вечната тема на Балканот, дури и за оние кои што се во Европската унија. Тој вели дека во Бугарија од 2007 кога станаа членки практично ништо значајно се нема променето на добро, само на лошо. Ние сме сега пред овој момент кога се гласа доверба на владата. Ајде да предпоставиме дека владата ќе се смени вечерва и дека ќе падне ова мнозинство, ќе се формира друго. Долга и широка е расправата дали ќе биде така, конечно и ако падне владата дали ќе може да се остават нова, па кој ќе биде мандатар, тоа да го заборавиме. Но доколку се случи промена на власта, како тоа ќе се отслика врз нашето правосудство славно? Бидејќи го оставивме со старата власт во една состојба, па 5 години трошиме на други теми. Пред да ти одговорам, хипотетички се разбира, мора да го имаме во вид до сегашното 30 годишно искуство, каде што имавме само еден успешен обид за паѓање на владата. Тоа е првата експертска влада на Клюсев во 92 година. Неколку обиди за промена, или она што ние веќе новинарите го викаме рушење или ново парламентарно мнозинство. Се сеќавате на 2000 година кога покојен Амди Бајрам даде, како беше она, со нога гол и во последен момент гурна новото парламентарно мнозинство на СДСМ и на Тупурковски. Со пета даде гол. Со пета, да така, поточни да бидеме. И многу најави за ново парламентарно мнозинство. Многу почесто имавме таков случај пред 8 месеци кога премиерот сам побара доверба на владата. Меѓутоа, ова денеска што ќе се случува е прашање за недоверба на владата. Кога ме тераш хипотетички да размислувам, јас ке се водам од досегашното искуство при промена на власт, бидејќи рековме дека немаме вакво искуство. Први на удар при промена на власт се државните јавни обвинители. Од 97 година, кога беше донесен новиот закон, па до сега, сите државни јавни обвинители без исклучок, уствари со еден исклучок на Љупчо Шврговски, не го завршија до крај мандатот, некаде на половина, бидејќи мандатот на обвинителите е 6 години, а при промена на власт на 4 години, обично државниот обвинител е првиот за кој што се отвара расправа и вообичаено се разрешува заради нестручно и несовесно работење, што е многу дискутабилно. Тоа во голема мерка се тргнува и од тоа што државниот јавен обвинител го предлага владата а се обезбедува мислење од Советот на јавни обвинители, и секоја власт се разбира, првиот човек што го назначува е државниот јавен обвинител. Може да упаднам на оваа точка. Постоечкиот јавен обвинител е веќе со истечен мандат, така? Да, тоа е веќе нели пред заминување, во некои комбинации за уставен суд и така. Од друга страна, главните други обвинители, почнувајќи од госпоđа Русковска, која го води најважното обвинителство за организиран криминал, претпоставам, и од старата екипа на обвинителите. Таа му беше екипа и на десна рака на господин Зврдевски. Се избира првиот човек. Сакам да кажам, не е ли ова состав кој што има и континуитет и дисконтинуитет? Има, секогаш има. И има континуитет и во обвинителскиот тим, меѓутоа и да не заборавиме во Советот на јавни обвинители и во Судскиот совет, каде што се покажа при промената на власта и доаѓањето на владата на Зоран Заев на власт, дека многу беше тешко да се промени кадровскиот состав на Судскиот совет, па имаше кој што се лоцираше како тело која што во тој момент е главен кочничар на поголеми реформи во судството и за разрешување на суди, и мораше да се чека
значи редовно истек на мандатот, па да се направат кадровски промени во тој дел. Како ќе се одрази тој вид на упад во тоа се сепак политички упади? Инаку пате ми речено да кажем дека со госпожа Русковска се договараме за идната недела, само го утврдуваме денот кога ќе ни седне овде како гостин. Јас респектирам дека сега би било непристојно јавен обвинител за организиран криминал во сред гласање за влади и изборни активности да се јавува со интервјуа, тоа е се во ред. Како ќе се одрази сето ова? Како би можело да се одрази? Оти во тек се големи истраги, во тек се најавени случаи, кај обвинителството, а потоа и судството. Може да се охрабрат, да кажеме на некој начин, обвинетите и нивните адвокатски тимови да бидат поупорни во битката или за пролонгирање на судските процеси. Мислам дека клучот не е овде, туку е во Страсбур, каде што сме во очекување дали до крајот на оваа година или наредната да има одлука по иницијативата за поднесена од обвинетите од СЕО и има уште еден инструмент кој што секогаш при промена на власт го користат властите, тоа е законот за амнестија, да не заборавиме. Тоа е многу занимлива теза. Да, значи, да. Да те прашам и по твоја проценка, има шанса навистина да влезат некаква нова влада која ќе биде шарена, во која што ќе седат? Да, тоа е многу легален правен инструмент, многу пати користен. Па тоа се обиде и Ѓорѓи Иванов да го направи своевремено на еден... Не, тоа е помилување. Ама сакам да кажам се следува... следува... е правен политички инструмент со правни последици, кој што може едно парламентарно мнозинство да го донесе со закон, каде што точно се набројува за кои кривични дела се однесува законот за амнестија. Ќе видат среќа и многу други претпоставки, не само овие политички. Така и се случуваше во минатото. Контингент. Значи, почнувајќи од 91 година, кога беше првиот закон за амнестија, тогаш 900 и нешто луѓе беа амнестирани или им беше намалена казната. Да подсетам на случајот со Аладин Демир и Руфи Османи, каде што веднаш една година после промената на власта во 98 година беше донесен закон. Добро, Гордана, ама тоа се сепак поединечни случаи кои што тогаш се решава, не се кои што има политички. Не, разбирам, да, ама да кажем, поводот е поединечен, меѓутоа целта можеби со постконфликтната 2001 се случи една поширока амнестија која задираше во крупни политички. Но сега овие избори што ако се донесе закон, да кажеме, за амнестија, спекулираме за неправедно осудени со таква политички... Па сам го ама сега овие избори СДСМ меѓу другото најверојатно од овие квалитативни анализи, и квантитативните покажа колку гласови изгубија, квалитативните велат дека губењето на толку гласови и неизлегување на луѓето да гласаат е токму заради потврлање во нема правда, нема мир. И сега, ако дојде новата власт и уште им залепи амнестија, се ова не само нестабилност, туку на еден маѓепсен круг каде што граѓаните целосно ќе изгубат вербата. Дали на тој начин се отвара пат да се врати и Груевски во државата со еден таков закон кој што претпоставувам и него ќе го опфати? Можно е. Јас го слушав пред некој ден твојот соговорник Александар Диневски, кој што каже на многу интересна теза, која што ми држи вода, да. Многу го одгледа и да кажем, имаше и реакции разни, некои од нив и баш непристојни, ама секакви, што беше тезата, да која мислиш? Неговата теза беше дека при промена на власта тој би се вратил дури во притвор да заврши. Да. Така што во македонската политика нема многу логика, за жал, ниту па принципи, така што ништо не е исклучено. Јас тоа ни сопствениот пример деновиве го гледам, бидејќи се обидов, нели, како аналитичар и уредник да прогнозирам, па некако се ми падна во вода, да бидам искрена. По завршувањето пред двата круга прогнозирав дека непристојно и не би било во ред судијата функцијата на премиерот да се врзува со комунални избори. Па се врза. И мислев дека во тој момент нема да поднесе Заев оставка.
Па поднесе. Поднесе, најави. Па потоа реков дека водени од принципите и одговорноста, добро би било сепак да истраи да поднесе оставка. Па ете, не му ја прифати. Така што сега... Ја имам посигурни методи, Гордана, ја консултирам политички звездолози. Како што тоа се покажува подобро од колку оваа анализа. Јас, водена од тоа што претходно го говоревме во последниот број на Фокус напишав дека не очекувам да падне владата. Не знам дали ќе ме демантираат до вечер. Или Тачевца Бега тврди така. Така. Сепак, Гордана, за да заклучиме, значи, доколку се смени власта, ќе си продолжи таа традиција за длабоки промени во правосудниот систем пред се обвинителите, обиди за длабоки промени. Не треба да заборавиме дека особено кај судиите, ние уште во почетокот на 90-тите години направивме некакви поголеми гаранции, бидејќи нивниот мандат е траен и не е така едноставно да се истере една поставка за разрешување за смени, што се покажа, пак ќе се вратам и на советот, судскиот совет, каде што во првиот обид владата на Заев се обидуваше преку неизгласување на извештај во собранието да го разреши тогашниот состав на чело со Зоран Караджевски, па се покажа дека не може тоа така едноставно. Гордана, ајде да видиме еден отворен предизвик кој ќе биде попрс. Новинарите на Фокус или новинарите на Слободен печат да прашаат дали се планира закон за амнестија. Да, тоа е. Мислам, тоа може да биде клучова расправата денеска околу тоа. Да. Провокација се разбира, ама некој треба и да одговори, бидејќи не делува сосема фантастично. Бидејќи да не заборавиме, нели, токму ова мнозинство кое што претендира да биде власт се залагаше повторно да се отвори прашањето за осудените за 27 април, изборуваше за монтирани судски процеси во предметите со СЕО. Гордана Дувњак, благодарам многу за оваа инспиративна утринска анализа. Ние продолжуваме со жени во студиото, бидејќи колешката Сашка Бубеска го има денеска терминот за женски прашања и дека жените го вртат светот, со што ја апсолутно се согласувам. Жените се вратат.